Петар Николовски, председател на СДМ Битол. Почитувани новинари, представници на медиумите. Прво сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство. Денес би сакал да им се обратам на средношколците, а во дел на основците од повисоките класови во школите на општина Битол. Почитувани средношколци, јас и моите сопартици ја делиме вашата желба за предводење и предизвикување револуција. Да се биде средношколец и да се биде свесен за моќта која имаш во твои раце, за да ги понесеш бранот на промените, е навистина револуционерен и за почит. Од тука го разбирам и вашиот револт, затоа што тој е и мој, а и на моите сопартици, колеги, другари, но и на моето семејство. Аерозагадувањето не засега сите. Сите ние дишиме ист воздух, кој е загаден и штетен. Тоа не познава партии на власт или опозиција. Мојата порака до вас е, бидејќи сте на тој пат и бидејќи вие, како и ние, сте предводници на еднината, промените кон подобро, подобрување на животниот стандард, не смеете и не смееме да дозволиме да бидеме изманипулирани и да бидеме поттикнати и излажани, да учествуваме со дела и акции кои ќе не одвратат од вистинскиот пат, образованието. Борбата со загадениот воздух започнува токму таму, во училишните клупи, и се води на образован, културен и граѓански начин. Дозволете борбата со справување со аерозагадувањето, кој ние ја водиме секојдневно, да се одвива на начин на кој му доликува на битолчани, достоинствено, мирно и разбрано. И секако, според началата на здравото општествено уредување преку институциите на системот. Политичките партиски ривали тоа го знаат многу добро. Затоа немој да дозволите да манипулираат со вас за свое политиканство, ефтино профитерство, лајк повеќе на социјалните мрежи. Кога проблемот е на сите, со него мора да се соочиме заедно, а не одделно. Воздухот во Битол е загаден и тоа е факт. Но исто така е факт дека оваа власт го признава и презема мерки кои се во согласно со законите и владењето на правната држава, како и добросостојбата на граѓаните. И ќе го повторам ставот. Нема да речам затоа што некој декада не презеде ништо, а можеше. Решението на секој проблем е кога ќе се констатира дека него го има, а го има. И работиме на негово решавање, и фронтот овој пат не е улицата и протестите. Не е власт и опозиција. Не се залудни изгубените часови кои ќе мора да ги надокнадите. Овој пат мора да се бориме заедно преку институциите на системот против аерозагадувањето. И нема политичар ни научник кој ќе вети негово брзо решавање. Но барем мерките кои се преземаат да се долгорочни и ефикасни. Аерозагадувањето не е политички проблем, ами проблем на општеството. А општеството сме сите ние. Затоа да го решиме на правиот начин. А правиот начин започнува со наше обединување пред проблемот.